Плетењето во минатото беше активност со која жените многу често се занимаваа. Да се сплете джемпер, шал, капа, чорапи или ракавички и при тоа да се искористи сопствената креативност и слободното време беше омилено хоби на речиси секоја жена. Денес се ретки оние што земаат плетиво во раце, а особено ако зборуваме за помладите генерации. Истражувањата велат дека плетењето како активност има позитивно влијание врз емотивното и менталното здравје, дека смирува, опушта и дека го намалува стресот. Осознавајќи ги многобројните придобивки од плетењето и сакајќи да ја надоградува и да усовршува својата креативна и уметничка страна, Ана Златкова Мирчевска, која е психолог по професија, одлучи своето омилено хоби да го претвори во професија. Ние го посетивме низиното студио за рачна изработка Хеклана, кое се наоѓа во срцето на Скопје. А на кога прв пат научивте да плетете и кога всушност се влюбивте во плетењето? Почетоците се од раното детство, да кажам. Ние сме генерација која што растела со нашите баби, кои што, сите знаеме дека повеќето од времето го поминувале во плетење, така што тоа беше некако неизбежно, за да навлезе во нашите интереси, да се јави желба и кај нас, за да почнеме и ние да го правиме истото. Кога решивте ова ваше хоби да прирасне во нешто посериозно и поодговор? Искрено, посериозно, од прилика околу 10 години, тој период бев без работа и некако, да си најдеш занимација, почнав да се навраќам на некои работи кои што сум ги правела порано и така, се сетив на плетењето, односно хеклањето, да кажам, како техника на плетење. И полека некако ми се врати и љубовта кон тоа, се потсетив дека на убавото чувство, самото чувство кое што го имаш додека плетеш и некако полека тоа се развиете во една убава приказна, која што трае и ден денеска. Една убава приказна наречена Хеклана. Да ни кажете нешто повеќе за хеклањето како техника? Хеклањето е техника на плетење за која што не треба нешто многу алатки, треба само една игла која што се вика кука или чингелача ја викаат и клопче волница и секако најголема е жилбата за да се започне и да се научи, така што не треба многу, само жилба и љубов. Што се хеклате, односно какви се работи плетете и создавате, а може да се најдат во Хеклана? Имаме, да кажам, од се по нешто. Приоритетни се джемпери, плетени блузи, потоа имаме шалови, имаме капи, ташни, модни додатоци, декоративни изработки, така што можам да кажам дека немаме нешто едно конкретно што го изработуваме, него буквално што ќе ни текне и за што ќе се сетиме, ќе го изработиме. Дали луѓето ја препознаваат не само убавината, туку и вредноста на овие рачно изработени, рачно сплетени одевни предмети, но и останати асесоари што ги произведувате? Има ли интерес за нив? Искрено има се повеќе и повеќе. Луѓето гледаме дека полека сваќаат дека побаво кога се носи природни материјали, кога се носат, тоа е нашата цел, да изработуваме што поприродно, да кажам, затоа што секогаш е побаво и за нашата кожа, од природни материјали, користиме волна за зимно време, памук, памукот исто многу важен, од денешно време многу тешко да се најде гардероба која што е памучна, која што е од природни материјали, така што нашата цел е
тоа, нели, луѓето да имаат место каде што може да најдат и нешто што е пријатно за носење. Хеклана, освен што едно преубаво уредено катче, што одишува со прекрасна позитивна енергија и катче каде што може да се најдат прекрасни изработки од сите овие материјали кои што пред малку ги спомнавте, Ана, е и место каде што може да се научи и да се усоврши оваа техника. Па така, неодамна завршивте неколку работилници на кои што имаше кандидатки кои што сакаат да научат да хекуваат. Значи, во работилниците ги започнавме минатата година, значи крајот имавме една работилница и видовме дека има доста голема заинтересираност. Тие се мали работилници, значи од 3 до 4 максимум. Тоа е затоа што нели треба да се посвети време, не е лесно да се научи, поготово почетници кои што немаат никакво искуство, треба стварно да им се посветиш. Работилниците ги продолживме оваа година, има доста заинтересираност и стварно е многу добра техника и како хоби, меѓутоа и за оние кои што нели понатака сакаат сериозно да се занимаваат со истото. Кои се придобивките од плетењето и дали и зошто би им го препорачале на останатите? Придобивката е тоа што едноставно плетењето смирува. Значи, самото тоа што нели седиш со иглата во рака, со плетивото, правиш една работа, да речам, моментот на повторување, самиот момент на повторување смирува. Така што би им препорачала на сите кои што нели сакаат да се занимаваат со ова или сакаат да научат слободно, може да дојдат и нели да започнат една нова приказна, да кажем.